Добро вечер и добро ни дојдовте. Срцето е часовник на животот. Тоа е орган од фундаментално значење за организмот. Но срцето или неговото забрзано работење или заигрување покрај со тахикардија го поврзуваме секако со љубов, чувства, емоции. Можеме ли без него и како да го негуваме кога веќе толку ни е важно? Вечерашна тема во емисијата Тунел со моите гости. Останете со нас. Ќе го покарам Виктор Петров, Викс. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добра ти вечер и ти благодарам. Повела сам. Виктор, може би ќе биде изненадување за публиката. Зошто вечерва? Веќе неколку луѓе од се запрашува, нели? Зошто, да. Ме праша и не гледам причина зошто да не си поминеме убаво. Прво не сум ти бил во овој циклус. Ни во првиот. Ова е втора сезона. Да, добро, сакав да речам, оддамна не сме се виделе службено и баш ме кеф дека можам да споделам нешто со овој твој убав проект. Те следам, ако смеам да кажам, и мислам дека има емисии, проекти и нели сега разни варијанти на квиз, забавни и така натаму. Ти си најблиску до тоа што го викаме емисија од која може да се научи и да се извлече некој заклучок. Благодарам за присуството, завршувам бидејќи ова беше неговата улога, за ова го викнав. Така да Фино. мисијата е успешна. Шегата настрана, ја тргаме од ова или од она. Зборуваме вечерва, да, за срцето, срцевите заболувања. Малкумина може би се запознаени со твојата животна приказна, кога здравјето е во прашање. Важиш за еден, јас ќе си дозволам, морам прво на почетокот е висто едно интро, на ти заради многу долгогодишното пријателство, соработка и така натаму, обично го запазвам редот на персирање на моите гости, заради природата на нештото, но вечерва ќе си дозволам и ти ќе ми дозволиш, а и гледачите нема да ми забележат. Покрај таа твоја ведра, весела страна, исклучителен талент кој го носиш и негуваш и си присутен со причина во етерот и во медиумите, има реков нешто за кое многу малку луѓе знаат. Здравствената состојба која тебе ти си има случајно многу рано. Ствари, тоа е, ајде да почнем вака, во кратки црти да кажам дека пораката или ние сме сите поврзани во еден систем кој се вика природа. Самите си се организираме во општество, постанува природа и општество. И кога функционира човек по тие законитости, е многу природно да некои работи кои што сите ги викаме приказни на животот, не следат сите. Мислам дека не постои човек без мана, мислам дека не постои човек без тајна, и не постои човек во совршена варијанта на гледање, она што, мислам, тоа приказните бајките може како мали ни раскажуваат некои приказки кои што се е супер и се е така како што треба. Ја верувам дека е така, само што понекогаш треба да го изодиш тоа што ти го праќа небото и природата како порака. Мојата порака ја добив од природава веќе уште на 2 години. Уствари, бидејќи правите муабет за срце, најкомпетентен сум тука да ти кажам дека срце си што ме викна на гости, во смисол обично деца мали се разболуваат и грип е нешто што може да се случи секому и на големи години, а не пак на мали. Јас сум фатил некој грип кој што обично може да се спушти на бубрек, на не знам, на било кој орган. Мојав грип бил таков, се го оштетил срцевиот мускул и за волја на интересна да биде поракава што сум ја добил од небо, тој грип се вика Викторија. И сега малце, да, чудно, ама после ова го откривав. Значи, пораката доаѓа, снемував пулс. Уствари, кога ќе сакав да се затрчам или кога ќе треба да прави нешто повозбудливо или поактивно телото, малите деца, бидејќи се мали, имаат многу пулсови откуца и како се вика, побрз пулс. И опасно ми фалеа некои 40-50 удари. Уствари, тоа е како кога ќе видиш денес, например, кога не би имал едно помагало кое се вика пейсмейкер, не би можел кога ќе помине згодна риба да би паѓал несвест на секоја згодна риба. Уствари, кога ќе се возбуди човек во било која смисла, кога треба како кола без бензин. Сакам да речам дека кога стана свесен за таа состојба? За состојба се освестив како доаѓаше животот и како си одеа годините и не знам тоа опаметување на некого му се случува покасно, на некого порано. Јас сакам ова да го споделам со публикава тука и со оние кои дома не конзумираат. Дека
го гледав како лошо, односно го гледав не како лошо, туку му благодарам на Господ природа и било што одредува како живееме. Дека тоа се случило тогаш на 2 години и дека до 6 завршило се можам да претпоставам на мајка ми и татко ми како им било и сите тие што биле инволвирани во освојување на нашата победа. Победата ја правиме сами над себе. Многу е убаво да бидеш да бидеш во текстот тоа што ти се случува и да знаеш да ги цениш работите такви какви што се. Пораката која ја толкував дека не сум како сите други деца и другите деца можат да трчаат, а ја не можам да трчам. Сите оде во градинка едно време ми беше многу чудно дека во градинка кој ќе спомнат деца, ја не знам како е, нели тамо има некој јадење граф, зелка и не знам како и од тоа сите се гадат, ама ја никад не сум го пробал за да можам да се смеам и не знам што. Сега градинките верувам дека имаат подобри кујни, али дај да не вртам на и граф се јаде, не се сеќави. Граф веројатно петок е тоа е тоа. Муабетов ми е дека иронија, односно игра на среќа. Ми се случува тоа што може да му се случи секому. Читам многу стрипчиња, измислив начин како да го победувам времето, бидејќи реално стварно живеев во Белград од 2 до 6 години. Живеев во... Кога ќе ставени писмејкерот? Тоа е клинички центар. Писмејкерот е измислен некаде 70-тите години, не знам точно, ќе ни кажат некои постручни, ама мене ми е инсталиран првиот 78. Уствари, 78 година во медицинава е годината кога официјално почнуваат да се вградуваат пейсмейкери како помагач на она што го викаме на луѓе кои им фали пулс. Таа аномалија може да се случи од безврска и од соврска. Може да биде наследна и ненаследна и сега да не се правам доктор, пошто ова го имам гребено како знаење од доктори, од што не сум имал што да правам. Играв одлично и карти, знаев да играм како многу мал, пошто немаше што да се прави по болнициве и читав многу книги, стрипови, мислам дека тоа што тогаш го гледале моите како трагедија, како малер или како нешто што и не мора да се случува, нели? Мене многу ми користи во денешни услови. Ствари, сигурно е класична порака која вика дека во моментот кога дигаме некоја тежина или правиме нешто што мислиме дека не е фер дека ни се случува, е само порака за да го намести матриксот за во иднина. Значи, кога стварно не би прочитал се што сум прочитал, кога не би ми фалеле другарчиња, па имав едно измислено другарче внатре во себе, покрај мојот внатрешен глас, и така ги играв комбинациите, и така гледав телевизија, така следев спотови, така слушав радија. Имав многу повеќе време да правам некои работи за разлика од другите деца, ама па не правев некои други ствари за разлика од другите деца. Да скратам приказката. Имаше период на фрустрација од тој аспект или не? Па фала Богу, не, мислам дека сум бил премал за да можам да се фрустрирам. Мислам, така и го возевме комплетно тоа што ни се случуваше, беше дека на крај секако ќе има хепи енд. Така ме воспитува и моите, и така веројатно тоа ме натерало да бидам истраен, односно да го укапирам тоа што треба да се укапира, да го свати човек тоа што е битно, да го разграничи тоа што го викаме дневна нервоза, гужва во град и нешто што е кратко, треба да го помине човек опуштено, да е возможно да го прави тоа без многу стрес и да го раскажува она што сите го викаме на крај живот со насмејана фаца на крај. Веројатно вака ако направам пресек, претпоставувам дека тоа е некоја математика на време во кое го поминуваме со 5% мозок во оваа димензија. Се родила идеја да се напише книга од типот еве ова баш. Па да ти кажам, уште не сум толку американизиран во смисла на глобални такви прераспредели, во систем на системи, на економски, глобализаторски и така натаму. Мислам дека сум пробал да го напишам, ама го оставам тоа за малце покасно, пошто уште не е завршена приказкава. Имам некои апла показатели дека добро ми оди, ама дека треба да направам уште нешто. Некако ми личи дека има уште што да се прави. Инаку, во првиот момент кога стварно ќе осетам дека би сакал да го споделам ова со во пишана форма, да, апсолутно. Сум пробал, ама мислам имав поинтересни работи. Но тоа не го исклучувам.
споделувате искуства често со луѓе кои си имаат истава условно речено мака, односно го имаат исто ова искуство? Да ти кажам, јас сум конзумент на пейсмейкер меѓу првите дечиња, барем на европскиот континент, и тука можам да се пофалам како некако во себична варијанта, дека сум меѓу првите, туку дека тој има фаза. Уствари, 70-тиве години тој уред и ден денес го има, не дај Боже кога ќе направите сообраќајка, ве вклучуваат на еден вештачки апарат кој што му дава на срцето енергија. Тоа денес го викаат вештачки пейсмейкер, порано се викало некако не знам како, но тоа е машина која им помагаше до тога. Јас кога сум бил мал, ја немам меморија од ова се моменти кои покасно сум ги дознавал или не знам, сме правеле муабет, ама првиот подвижен пейсмейкер на кој може да се вгради подкожно и може да функционираш независно, да правиш што сакаш, да бидеш нормален човек, е 78-ма, односно јас сум дел од првата група на дечиња кои што ги пуштиле во промет. Така што од една страна да земе човек да се чуди како е родителите пакувале некаква точно родителите пакувале некаква приказна за полесно да може тоа претпоставувам дете на таа возраст да го ствари, нели? Која воза сите сестри, доктори и така натаму, дека е нормално, до негде не е нормално ова што ни се дешава, пошто стварно без врска е само во болница и Белград и назад и Белград и назад, ама дека кога ќе заврши ќе биде супер и сум доволно јак шизик да издржам се што треба да издржам за да биде убаво. Знаеш што разбираш кога ќе ти ги одземат тие сите ствари кои ги земаме здраво за готово. Кога ќе трнеш колата од сабале, кога ќе трнеш минка, гардероба, парфеми, стил на живење, кога ќе ги трнеш обврските работни и кога ќе дојдеш до стварно така ќе се изљупиш душичкава до бананата, до органиве, до тоа што е твојот дух. Тоа може да се случи ако животов те потсети или ако си многу мудар, вежбаш, па си спремен да го изедеш како порција, така доаѓа како подарок. Инаку, многу е полесно да човек се откаже од пушење после некоја сообраќајка или неубава работа. Многу е полесно да станеш филозоф и многу е полесно. Инстинктот те тера, инстинктот за преживување те тера да најдеш начин како да го преживееш тоа. Искрено ти кажувам, имало денови кога сум мечтаел да мириснам весник и да имам во рака весник некој кој што мириса на надвор. Оти не сум имал простор не само да си играм туку, не сум имал простор на лимитирано слободно движење. И кога ќе поминаше тој чичкото што продава весници, сликици и некоја мастика социјалистичка, немам ништо против тоа време, ама немаше никаков избор. И однапред дадениот избор, мирисот на весник сум го осеќал од спрат под мене. Јас бев на втори спрат, знаев дека доаѓа и тие некои звуци на поврзани со надвор, некои фармерки или парфем што го носи докторот, кој доаѓа да ме дзирне кога не е на работа во бел мантил, ми значеле многу и ми давале волја. Сега јас се фаќам со некои дневно, со некои ситни нервози, стварно човек да се посрами, да си рече како го трошам време. Како влегов во овој систем? Како е можно да се нервирам дека има гужва од 3,5? Не стварно, или како е можно да се нервираш дека некоја сметка не си платил и некој ти се јавил и те потсетил дека треба да платиш. И како си ја тресеш душева на некои глупави работи, не дека се непотребни, но дека не се суштински, немаат врска со она сите што го носиме внатре. Да компресирам, мислам дека сите имаме приказка. Дека ми е многу интересно да играм моја приказка, ми е дека се што сум направил се зачудени луѓето кога ќе дознаат тебе, бидејќи јас се соочив со многу луѓе кои немаа врска. Да, обично, види, човечки е да се зачудиш. Имало серии во епизода, бидејќи е не е експериментално, туку дека сум меѓу првите корисници, имаше некои работи кои што ги откривавме заедно со докторите, научниците, медицината и така натаму. Имаше возења со хеликоптер низ 2 балкански држави, со трчење да се стигне на време. И замисли, ме спасила вибрацијата на хеликоптерот, бидејќи бил малце постар модел. Таа правела вибрација како да е вештачко дишење и тоа ме одржало да бидам силен и строен и да
стигнам таму кај што треба и се да биде окей. Не знам, јас како главна улога на ова филмче што ти го раскажувам е супер, пошто си главна улога. Мислам дека главниот филм треба да направиш емисија со тие околу. Не сум ја главниот фраер, јас сум тој што го изиграл ликот. Ги имаме ние и тие фраери. Тие од околу ти се исто многу битни, бидејќи чудно е, не знам, јас се осеќам задоволен, среќен и го сакам живење. И мислам дека има улога на тоа како растеш, што си понатаму, не знам, што работиш, што правиш и така натаму. Ајде и за ова ќе зборуваме. Уште во емисијата имаме време, сега ќе поканам такви фраери кои само сега немаат мантили и исто го носат оној мирис, претпоставам, кој ти си го почувствувал на многумина на своите работни места, мирисот од надвор, на фармерки и така натаму. Сосема успешни во она што го работат и многу важни во вечерашната емисија, кога го споменавме срцето, неговото значење и ги споменавме срцевите заболувања. Ќе ги поканам да ни се придружат доктор Игор Спировски и доктор Владимир Чадиковски. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Ете како еден човек се соочува со животна приказна, до овој тип, верувам дека ви беше крајно интересно. Прав господин, морам да кажам. Може Ја волку лесно изгледа ова да свам. Јас сватив што ја да имате од другата страна колега, условно речено, дека апсолутно ни прашање ни ништо си го истера муабетот, си кажа, си раскажа, бе слободно. Разговаравме, дури се исплашивме, гледам има многу информации, викаме сега не прашаме нешто. Треба или не треба? Да, тука нешто си унатрешни прашања ако ви постави. 77. Не, на пример 77 не, коригирате ме одма. Ја го капирам тоа од моја гледна точка. Можеби во Југославија ова беше нешто странско. Да ве потсетам дека стварно тоа време Југославија имало приоритет, немало Скопје приоритет во однос на медицина, бил Белград главен град. И веројатно не знам сега дали касниме, не касниме, сакам да кажам стентот дека некаде 80 или 90, еве кажете ми вие кога е измислен, некои ствари што денес ги имаме здраво за готово, нака стент и добро готово и продолжува животот уште толку и толку време. Некоја варијанта која... А тоа е 10 или 20 години со нас. Во реалноста или не знам, или 100. Во 70-те се случуваат најбитните технолошки, кажам, дострели во кардиологијата. Употребата на електростимулаторот, исто така 77 година за прв пат почнува перкутаната коронарна интервенција, кога Грунцик за прв пат во Швајцарија ја обавува првата дилатација на стеснета артерија. Дури на 10 годишнината од првата интервенција направија повторна коронографија и таа иста артерија што беше за прв пат дилатирана, се уште беше отворена со само 10% стеснување. Значи тоа покажува за колку интересна процедура станува збор. Така да 70-те случуваат многу работи во кардиологијата. Денес ли се случува за жал голем прогрес кога срцевите заболувања се во прашање и некои фрапантни бројки кои периодов јас ги слушам и ги добиваме вака од споделени посебно од стручни лица како вас, дека имаме навистина прогрес кај луѓето, односно прогрес кај срцевите заболувања, уште од најрана возраст, повторно за жал, па до се разбира повозрасните. На што се должива? Може ли да кажеме, ако условно речено може да се генерализира ова некако? Па, ако генерализираме, најверојатно се должи на начинот на живот. Значи, тоа е ако го сведеме се во една реченица. Иначе, на прво место во светот се кардиоваскуларните болести по смртност. Дури во 2020 се очекува околу 20 милиони смртни случаи заради кардиоваскуларните болести во светот да има. Иначе цифрата постојано се качува. Дури во Америка само во 1917 година не биле на прво место кардиоваскуларните болести по смртност. Значи тоа е секаде во светот, дури 80% од овие, да кажам, случувања се најзастапени во земите во развој, значи земите што, да кажам, немаат многу финансиски можности. Така да, начинот на исхрана исто така има огромно влијание во сето ова. Пушењето е многу застапено во нашите краишта, во целиот овој регион. Борбата со пушењето само што започна со забрана за пушење на јавните места, меѓутоа се уште тоа не движи со брзина која што треба. Физичката активност е многу намалена кај сите. Обезноста, дебелината е исто така огромен фактор. Па добро, кај мене е малку поразлична приказната од однос кај Игор. Значи, во Македонија годишно се раѓаат 250 деца со срцеви аномалии, од кои што за 120 деца потребни се хируршки интервенции. Тоа е стандард. Значи, јас сум детски хирург, сега сме во една фаза на едукација во однос на неонатална кардиохирургија.
Значи сите деца кои што имаат некаков тип на вродени аномалии зависат од број на живородени деца. Значи ако Македонија има 25.000 живораѓања годишно, ние точно знаеме од која аномалија колку деца требаат годишно се родат. За срце се најбројни. Значи ние имаме негде околу 120 деца со различни срцеви аномалии кои што бараат хируршки третман. Проблемот е што за разлика од другите хируршки интервенции, кај кардиохирургијата секогаш има одреден број на смртност и тоа најмногу така не погаѓа негде од 8 до 10% од сите тие деца, значи не може да ги издржат операциите и така тоа што каже Викса е малку тоа е стресен момент кој што треба да доживееш. Како може да се кога веќе односно ги предвидувате, може ли некако да се спречи тоа? Не, значи тоа е генетски предодредено. Значи тоа 30 години до сега, затоа и овој проект ја стално кажувам дека спрема мене од најголемите стручни проекти во оваа држава е да се развија неонатална кардиохирургија. До сега сите овие деца беа праќани во соседна држава, немавме никакви податоци што се случува таму. Таа голгота што ја поминува фамилиите на вистина прекина сега и да не зборам за децата. До сега опериравме 35 бебиња, негде возраста е до 4-5 месеци, тежината за 3 до 4 килограми. До крај на година сега имаме од наредната недела уште една сесија, така да мислам дека со 50-60 деца оваа година ќе завршиме. Така да овој проект ќе трае 3 години, да, па мислам дека е навистина одличен проект, мултидисциплинарен, многу луѓе се уклучени, огромен тим доаѓа на врвулица е кај мене на клиника кој ќе се случи, тоа е така интересно во секој случај. Како може да препознаеме дека ќе имаме проблем со срцето? Нели велиме стресно живееме и често и јас сите околу мене не знам веќе кој не ме стиска нешто срцево или имам некоја аритмија, нешто ми е тахикардија, се не е тоа како ама не се не е во дневниот вокабулар, така да веќе човек кои се првите знаци кои што можеби треба да не посочат дека треба да се прегледаме на крајот на криштата? Кардиологијата вклучува различни, да кажам, состојби, патолошки состојби. Може да е проблем со спроводниот систем на срцето, како што го имал и Викса, и тогаш фреквенцата на срцето е она што го дефинира проблемот. Имено најосетлив на фреквенцата на срцето е мозокот. И кога спроводниот систем е засегнат, срцето почнува да работи поспоро него вообичаено. И тогаш мозокот нема доволно исхрана и мозокот се јавува со вртоглавица или со губење на свест, што ние го викаме синкопа. Или пак некогаш постојат аритмии кои што срцето забрзано работи заради тие аритмии или работи неправилно и брзо. И човек тоа го чувствува дека нешто му игра во градите и знае дека постои некаков проблем. И тоа е непријатно. Да, меѓутоа исто така кога човек физички активен, срцето нормално реагира со забрзана срцева фреквенција, па дури како емотивна состојба, дури во љубовта, не случајно љубовта е сместена во срцето. Затоа што си заљубен, го осеќаш дека срцето игра, дека вибрира. Така да тоа е и физиолошка состојба со која што реагира срцето. Но во секој случај забрзаната или успорената срцева работа е еден од симптомите на спроводниот систем кога е заболен. Кога се заболени крвните садови што го исхрануваат срцето, тога станува збор за градна болка. Ние тоа го нарекуваме ангина пекторис и луѓето тоа го знаат веќе доста добро. Иначе станува збор за стегање во градите, некогаш тоа е печење во градите, некогаш е недостаток на воздух, некогаш е болка во грбот, во левата половина на грбот, некогаш е трнење на прстите на левата рака, чувство на некаква болка во раката. Понатаму постојат проблеми со валвулите на срцето, кога валвулите на срцето не функционираат добро и тогаш крвта се задржува во белите дробови. И таму не може да се размени доволно кислород, не може да циркулира доволно крвта и тогаш пациентот осеќа кушење, недостаток на воздух. И генерално околу овие три работи се движи симптоматологијата кај срцевите болни. Тој митот дека срце не боли, точен ли е? Дека нели срце не може да те боли, него нешто позади, не знам, на плешка, па те боцка, има врска или нема? Напротив, срцето боли и тоа доста. Дури болката на срцето се смета дека е на трето место според интензитет, а боли затоа што во одреден момент исхраната на срцето недостасува. Срцето е без исхрана, мускулот на срцето. И тогаш тој реагира со градна болка. Дури некога сме гледале кај некои пациенти за една вечер за време на градна болка косата комплетно да побеле кај тој пациент. Значи станува збор за сериозна градна болка, посебно кога е LAD, најголемата гранка што го исхранува срцето во прашање. Ова се податоци кои да вака се кога ги слушнеш, се застрашувачки вака и многу страшно ми кажи. Ова LAD ќе опамтам ја, друго не знам. Ќе запамтам беше нешто. добро, ова као LAD на подиум. И ќе се задржам на вибрирањето, ама околу љубовта и срцето. Да, чекај да видиме со Јас со деца, не знам тука. Не, во вистина е дека има љубов во срцето, нели? Не знам, тоа си го чувствуваме Како? Си сите, не почувствувал знам љубов? искрено.
Се почувствува? Кој не почувствува? Значи немаш проблем. Да му посакувам да почувствува. Знаеш што е поентата? Центарот на мозокот, што ја дефинира срцевата фреквенца, е многу блиску до центарот на мозокот што доживува љубов. Да, и кога тој ќе се вознемири, кога ти ќе се заљубиш, ги пипа префрла бранот и брановите, лесно го допираат и центарот и тогаш срцето. Знаеш дека има една струја. Кога сите мислиме, кога размислуваме, мислата е најбрзото нешто. Мислата е побрза и од светлината. Ова е докажано. Лани или преклани. И може веќе да се мери, има технологија како да се измери и дека мозокот работи на струја. На многу мала, ниска струја, таа со не знам каков напон, ама да. И срцето работи на струја. Јас се чудев, јас сум прашал како е можно апарат, некоја машина, некој да програмира нешто што ја кога стварно ќе видам згодна риба и ми треба повеќе пулс, што е тоа што знае, искрено. Кој е тој уред кој знае однапред дека сега сум бил мал и како е можно да го задоволи тоа што треба. Уствари, има финта со таа струја. Таа струја е и околу срцето. Не знам како се вика. Таа најниската космичката струја збориме, електрицитет на тема. Саке не збуниш, не знам. Да одговорам Знаеш зашто збориме? за Збориме за две работи, за физика, хемија и емоција. Докажано е дека трите се споени. Новата наука, новите имат тип, сега ќе ви препорачам да го дзирнете ова, да не го раскажем, да не го интерпретирам, имате на YouTube, најдете го доказот дека емоцијата постои на англиски, на германски, на холандски, како сакате напишете, ќе ви искочи тој тип кој утврдил дека емоцијата е мерлива, дека кога конкретно се влюбуваш во некого, телото, физиологијата е таква, коктелот хемиски е таков, и токму мозокот, пеперутките, се е објаснето, сега не пластично за да ви го скршам филмот, но тие ефекти кои ги чувствуваме токму во тие некои ситуации, успорување на време, делување на 5 минути, сите ги викаме саат време, уствари се 5 минути, кога водиме љубов, не знам, не изгледа многу долго, а уствари е тотално различно од тајминг. Дзирнете, има многу интересни работи. Односно технологијата, заедно со човеково тело и сето тоа што го викаме. Кој си има време да си чепка, да си бара и... Добро, да, ја стигнав по сосема друга линија. Ја Дарвин го проверува. И така дојав до... Да те чувајте ми за таа тема, таа е интересна. Не личува многу на Дарвина. Не, Дарвин го бркав, дали стварно од мајмун станува ова, за да знам у кого да инвестирам од другариве, али не е така. Не, многу е сумњиво. Многу е сумњиво. Иако навидум сериозна нели темава, Викса се разбира дека реков со својата ведрина и шарм ќе однесе во еден малку поинаков правец. Ќе го направиме муабетот и за оние кои вистински имаат мака, морам да признаам, а посебно кога децата се во прашање, генерално се соочуваме со болка. Ако секој родител права муабет или семејство треба да се соочи со состојба ваква со своето дете и во ситуација се кога веќе ги фаќа и делумно паника. Ќе се знае кај нас, нема ли да се знае? Ќе знаат ли тимот да го направат тоа како што треба? Нели вообичаено сите сме со многу двојби, со многу недоверба кога нашето дете е во прашање? Па да, ја да искрено, бидејќи ова веќе една година трае овој проект, претходно 16 години кој што напоменав се бавам со детска хирургија цел живот со деца, да кажам. За разлика од другите заболувања, овде брзината со која се случуваат и позитивните и негативните страни е навистина огромна. Значи, ако нешто оди во лошо, оди во првиот час, и тогаш веќе навистина драма се случува. Шокот е огромен. Јас до сега немав доживеано таков стручен шок, да кажам. Као што напоменав, значи на секоја 15 и на 20 деца, вие 2 деца ќе изгубите. Стално кажувам дека тоа е навистина од камен да сипа, не можеш да издржиш, кој ќе пренесете на фамилијата, таа трагедија, таа драма, и после 15 минути вие мора да продолжите како ништо да не се случило, ново дете да оперирате и тоа дома да не го пренесете. Навистина е тешко и ја стално кажувам дека таа фела на луѓе што се занимава со оваа проблематика треба посебно да се респектира оваа држава. И уште никој на семафор вака Нему е лесок. Возиш? Бавно само. Јака ти душ, а паркинг имаш стандарден, така? Не можеш да најдеш место, ама иде некако. Али у принцип тоа е. Мислам, навистина Работувате со медицински тимови од надвор, посебно бидејќи рековте сега поинтензивно работите. Да, тој Baby Heart Foundation, Игор е сега, да речем, исто уклучен во интервентната кардиологија. Треба да започнеме и тоа да го правиме во нашата држава на бебиња. Другата, значи тоа е една
прекрасен тим, навистина. Јас сум сметал дека сум ентузијаста, дека овие луѓе се навистина спрема мене врвот, да одиш низ цел свет. Ирак, Либија, не знам каде се 35 држави во светот идат, тоа е една група од 100 луѓе, 1000 волонтери, 4 недели од годината што имаат одмор, они две ги користат, излегуваат од дома и одат во Македонија да помогнат на наши деца. Мислам, тоа е навистина еден тим неверојатен. Мислам, од сестри, од доктори, се менуваат сега, да речеме, по 15 луѓе доаѓаат од сите профили, хирурзи, анестезиолози, сестри, домашински инженер носат со нив. Значи, навистина еден прекрасен тим. И идејата е, значи, после 3 години да започнеме ние самостално да ги правиме тие. Сега се уште сметам дека ни треба помош, тоа е тоа. После завршените операции, оперативни зафати, кога нели се успешни? Децата се префрлат на клиниката за детски болести од страна на колегите. И како тоа е нивниот животен тек, односно мора ли постојано да бидат веќе тие деца под контрола? Да, они се контролираат, али по принцип срцето е на пумпа кој што по принцип ако го коригираш како што треба, они немаат никакви проблеми понатака. Пијат некој време терапија соодветна заболувањето во однос на детските аномалии кои се релативно поразлични од возрастните. И после тоа апсолутно водат еден здрав, убав живот. Навистина прекрасно. Кога ќе ги видите после некој време сте ги заборали да не ви се верува, мислам. Супер. Убаво приказно. Кога сме кај возрастните има и тука еден нов момент во дел од тимот сте кои прават стенд беше ставање преку рака, ако не се лажам, така? Да, одлично кажам. Нашата клиника веќе подолго време, веќе 5 години инсистира на, да кажем, еден новитет во светот на интервентна кардиологија, тоа е да пристапиме до коронарните артерии на срцето преку радиалната артерија, преку рака. Дури и сега престојот во Америка беше во таа насока затоа што имавме прифатено еден труд каде што ги објаснуваме нашите искуства со таа работа. До сега од 2011 година имаме 10.400 процедури преку рака. И во Њујорк се одржа вториот конгрес за интервентна кардиологија со радиален пристап, кој што е навистина врвот во интервентната кардиологија. Нашата лабораторија со доктор Кедев, беше доктор Пеков, доктор Василев и јас бевме таму и ги представивме нашите резултати и навистина се гордееме со оваа наша процедура во однос на радиалниот пристап. Може да замислите, радиалниот пристап во Америка во моментов се движи меѓу 16 и 20%. На клиниката на кардиологија во Скопје пристапот преку радиална артерија е скоро 100%, 99%. Значи сите процедури скоро ги изведуваме преку радиалната артерија, дури и каротидни стентирања, ренални стентирања, некогаш и отварање на артериите што ги исхрануваат нозете, така да тоа е нешто што навистина добро го правиме на нашата клиника. Кај овие лаиците луѓево кои си имаат мака некаква со срцето, исто е дилема. Стент еден, па ќе речат втор, па трет, па четврт, па ги мачи нели мака, па што понатаму, што ќе се случи со мене и со моето срце, не ми кажуваат дека нешто не е во ред. Бајпасот кога е? Иако знам дека песмекерот рековте не е во комплетно во доменот на што вие го правите, но мислам може да ми ги подспоредите и можеби фазата кога и како доаѓа. Видете, бајпасот е една од првите, да кажам, процедури на кардиохирургијата. Станува збор за премостување. Ќе се запуши коронарната артерија и се поставува нов крвен сад после стеснувањето. Така да срцето повторно може да се исхранува иако има стеснување или запушување. Од 77 година, како што кажав, почнува интервентната кардиологија и зема таков замав, да ќе ви кажам на пример, во Швајцарија имаше 1200 процедури во одредена болница годишно, а имаше бајпас процедури, а имаше 100 процедури од интервентна кардиологија. Во моментот има 100 процедури бајпас и 1100 процедури интервентна кардиологија. Значи до тој степен интервентната кардиологија ја промени ситуацијата кај коронарната артериска болест, кај стеснување на крвните садови на срцето. Сега сме на прагот на една нова ера, затоа што за прв пат на пазарот дојдоа и стентови кои се биодеградабилни. Ќе го поставиме стентот и после одредено време стентот го снемува. Односно, ја завршува работата заради која што е поставен, ја проширува артеријата, дозволува проток. Артеријата за времето, додека заздраве, додека се организира, он се разградува и веќе не е на местото каде што е поставен. Така да дозволува во иднина на тоа место поставување на нови стентови, дури и за бајпасот е полесно затоа што операторот има една релативно интактна артерија. Така да брзо се движат многу работите во таа насока. Мисли мобилниве телефони како летаат, еве јас стварно на почеток сега верувам дека во Америка имаат уште конци за зашивање или е гел?
Имаат како нема. Има, да. Пошто гледав некој, не знам до каде отишло тоа, кој знае, може ако стентов се распаѓа. И ке варијантата на пейсмейкера се прави интервенција. Се менува, колку што јас разбирам, батерија. Да. Да, тоа трае. Звучи вака 45 филмски. минути. Пола сат, дури докторов ме Колку праша пати вие дали сакаш помената кафе да батеријата, пиеме пред или господине после. Петров? Да ти кажам, јас користев неколку вида го следев развојот. Значи на почеток тој уред беше многу поголем и гломазен од колку денес. Првиот, доктори, коригирајте ме, пошто јас сум бил мал, е од прилика Волкав. Тој беше, верувам, руски и траеше највише 2 години. Па има операција која што стварно денес у тренерки се прави. Ама сега во сала све тоа супер, ама не е некој има некои заби кои ти поправат и некои пострашни ствари. Филмот е дека се става под кожа. Дека е се помал и помал уредот, сега е дојден до 10 години се менуваат, на 15 години, пардон. Има модели кои што се спортски, има разни, има фудбалери кои што трчаат па за таков вид на, не знам, трошење. Во принцип има валја разни. Муабетот е дека се менуваат на 15 години. Значи тоа е поентата, дека пола сат трае тоа. Да подобјаснам подобро. Поентата е дека во срцето има пейсмейкер, природен. Тоа ние го викаме синуатријален чвор. Значи ткиво кое што произведува електричен импулс, кое што после електричен импулс се постпроводното ткиво се движи и предизвикува да срцевиот мускул се контрахира. И на тој начин работи срцето како пумпа. Се контрахира и цело време испумпува крв која што ја доставува до сите ткива во телото за да се исхрануваат адекватно. Кога имаме ситуација да тој спроведен систем не функционира или да синуатријалниот чвор почне да не работи доволно добро како што треба, реков мозокот реагира со слаба исхрана, вртоглавици, не знам дали ти си имал некоја синкопа. Веднаш тежи главата и се паѓа на назад. Не зашто на назад, не знам. Фактички тоа е момент кога пейсмейкерот не ја врши својата работа и нормално тоа е имплантирање на генератор. Он произведува таков електричен импулс. И тоа е исто како мобилните телефони. Значи, тоа се троши, има батерија која што после одредено време се троши и се менува на многу едноставен начин. Тоа бих се го видел. Вистински. Дури ми препорача и кафе и да се слушам на радио. Ако сакам, и моја во радио ми го пуштија во смисол дека опуштачки тотално беа расположени. Чадиковски, што е охрабрувачки за родителите кои си имаат проблем со децата кај нас? Па наистина малку да се уклучам ова само да докажам, значи за разлика од адултната кардиохирургија, да кажам, не интервентна, кај детската кардиохирургија е екстремно креативна. Значи аномалиите, да речеме, неколку деца имавме 4 или 5 деца се раѓаат со транспозиција на големи крвни садови, тоа значи тоа што е лево е десно, тоа што е десно е лево. И вие мора да направите комплетна реконструкција на целото срце. И кога се прават интервенцијите, една од главните работи на кои што се внимава е баш овој спроводен систем. Бидејќи ако го штетите тој спроводен систем, вие автоматски имате проблем со ритмот на срцето. И ние ставаме исто така песмейкери после секоја операција, но тие се привремени. Значи секое срце после операција 2-3 дена ние на песмейкер стајано и после тоа се вадат тие и продолжува срцето нормално да работи. Што е тоа што ми го поставивте како прашање? Навистина, повторно ќе кажам, е прекрасен проект. Мислам, навистина немам зборови, мотивираноста на целиот тим од нашата страна, од трите клиники, клиника за детска хирургија, клиника за детски болести и од анестезија, максимално мотивирани да успееме во оваа работа. Поддршката имаме од Министерството, морам да признам, навистина максимално. И мислам, за кратко време ќе покажеме резултати како што сега ќе ги покажеме. Мислам, треба да ги видите тие дечиња и да сватите навистина дека сме завршиле добра работа. Што на крајот на денот вас ве опушта? Ви ги полни батериите? Што прави да се соочите со тој стрес кој реално вие го доживувате? Мислиме дека знаете што не опуштам, а ај го кажи ти. Освен тоа. Па не, прво стресот секој различно го доживува. Имаш луѓе кои што реагираат онака на стресот со да кажам со лошо, имаш луѓе што тоа има предизвик да. Сепак кога нели во прашање живот нечив, а вие тука сте најдиректно инволвирани, на вас се чека. Видете, значи ништо не опушта како добро и успешно извршена интервенција. Значи добар пациент е број еден што ќе те смири после една тешка интервенција.
Број 2, кога ќе отидеш дома, ја најмногу што сакам да слушам музика. Значи, инсистирам веднаш да пуштам некоја омилена плоча и малку да помине дадено време со омилената музика и тоа ме смирува. А вака генерално, на долги стази, фотографијата тоа што ме опушта, значи уживам да прошетам низ пределите низ Македонија и да фотографирам. Така да на тие два начина најдобро се опуштам и секако децата секогаш се тука да те насмеат, да те опуштат, така да има начини како се справуваме со оваа работа. Чадиковски? Ја морам да кажам, се последниве 2 години е синот. Морам да признам, мислам навистина една нова приказна не се случува дома, прекрасна. Гледам секое 17 месеци, Виктор се вика. Ја бе, валда му е шубаво име има. Не може убаво име. Не може сам да измисли, да. На татко ми Љубомир иначе като. И он е пист, видиш, Џон Ленон варијанта добра. Така да, со него сме, значи сега преокупирани. Гледам навистина секое слободно време што го имам да го поминам со него, иако е тоа навистина многу малку, али секој момент гледам со него да го поминам, така да тоа ми е онака што моментов дефинитивно најмногу ме опушта. Викса те плаши моментот од си размислувал генетски велиме предиспозиции треба да се има за наследници, односно срцевите заболувања. Понекогаш се фаќаш кога репродукција ќе дојде. И добро, да, се распознав. Прашање, да. Па ми и кажа колку често веќе ми кажат и докторите, овде може да се јави наследност. Да. Ми кажа дека ова е стекнато со грип, односно е нешто што можело да му се случи на секого. Верувам во тоа. А исто не ме плаши ништо. Види, има една филозофија која исто морам да ја поделам. Дека не постои темно. Дека може да сум ти го спомнал ова вака со кафе радио, дека немаш да влезеш у соба и да ја отемниш, можеш да влезеш и да ја осветлиш. Со една мала упалјаче можеш да го осветлиш сето тоа околу тебе и да го видиш. А тоа што го викаме темно е уствари погрешно насочена енергија. Што сакам да кажам? Дека не верувам во лош ден, лоша приказна, лош филм и не знам што. Тука е само пораче кое што треба точно да го укапираш и да се поставиш така како што чувствуваш дека треба. Мислам дека тоа што ме чека, тоа што треба да се случи, ќе се случи, сакал некел. Искрено, неколку пати додека сум растал, сум се убедил дека ја ги возам моите некои такви судбински работи, мислам не се откажувам дека не е ова као дигам раце и немам одговорност, туку спремен сум за све што треба да се случи и да се искуси. На крајот тоа е, според мене, тоа поентата на живењето е да живееш интересно, да имаш тоа што го викаме светење во очињата. Читав одредени книги дека треба да се стремиш можеби кон повеќе. Нали се ставиш само можеби во калапот на она дека само да помине денов. Да, ќе помине денот, но сепак да си имаш некаква визија за... Треба утре да си подобар ти само од себе. Да имаш визија дека се стремиш кон нешто што ќе биде подобро и повеќе те провоцира во животот. Добро, во неговиот случај не станува збор за генетско заболување, затоа што станува збор за миокардит, воспаление на срцевиот мускул предизвикан од вирус и тоа го повредило спроводниот систем. Меѓутоа, има добар став кон нештата, а тоа е дека генетската предиспозиција, да, значи, тука е присутна, меѓутоа значи во разговор со лекарот, кога разговарате и размислувате во проценка дали во иднина може да се јави или не може да се јави одредена болест, тоа е информација повеќе за лекарот, не е информација за пациентот, и ако треба да ја знае, затоа што треба да повнимава на начинот на живот, доколку е поврзана таа работа со начинот на живот. Така да, информациите околу генетската предиспозиција сметам дека не треба толку да оптеретуваат, дури треба да помогнат во еден исправен став кон нештата понатаму. Ви благодарам многу на вечерашно гостување. Мислам дека успеавме да дадеме одредени информации кои колку толку ќе успеат да им ги доближат работите околу срцето, срцевите заболувања, живот со писмејкер, значи нешто што не е класичниот тој орган, ама се живее супер и не може ништо да ви ја одземе ведрината. Тоа е многу интересна работа е дека хуморот кој си го имате и харизмата, нели, која човек си ја носи. Ја носиш исклучително многу и те почитувам. Да не се расплачеме пред камериве, но сепак мислам дека ќе биде многу страшно, ама стварно не страшно, туку мислам дека во оваа приказна многу луѓе ќе се пронедат, ќе се поистоветат, бидејќи се кога е во прашање со нашето здравје, мислам дека ни делува многу страшно, чудно,
застрашувачки да го споделиш, сите сакаме да скриеме ако е нешто во прашање точно со нашето здравје, ама мислам стварно ние очекувавме многу пострашно ќе биде, али Викса дефинитивно го водеше вечер во Муавет. Да водите само успешни интервенции. Следното видување нека биде со уште поголема бројка на успешни интервенции, помала бројка на оние на кои им треба интервенција. И се разбира дека би сакала онака да се гордееме, бидејќи верувам во вас, со вас како имење на светско ниво, бидејќи заслужувате да бидете на пиедесталот. Ние сме само 2 милиона, точно е. Добар просек има. Ајде. Ви благодарам. Благодарам.